Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. ВМРО-ДПМНЕ продолжува со деструктивните политики на штета на граѓаните и на државата. ВМРО-ДПМНЕ ги кочи реформите и се обидува да го кочи напредокот на Република Македонија за полноправно членство во Европската Унија и НАТО. Пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ последниот период намерно блокира неколку собраниски комисии на кои што се расправа за реформски закони. ВМРО-ДПМНЕ ја блокира и постапката за формирање на државна изборна комисија, со што го доведува во прашање одржувањето на референдум за иднината на нашата држава. За ВМРО-ДПМНЕ и Христијан Мицковски не се важни ниту потребите на граѓаните, ниту државните интереси. За нив единствено важна е одбраната на криминалот и судбината на Никола Груевски и фамилијата. Затоа ВМРО-ДПМНЕ измислува нови барања, техничка влада, амнестија и слично. Сака да прикаже вештачка криза, само за да ги спасат криминалците од одговорност. Тоа е единственото нешто за кое што се бори Христијан Мицковски. Едно треба да биде јасно. Амнестија за криминал нема да има. Никогаш нема да прифатиме амнестија на криминалци. Изборниот закон и законот за финансирање на политички партии се одамна усогласени и ние сме подготвени веднаш да ги поддржиме во собранието. ВМРО-ДПМНЕ ги прифати текстовите на законите кои веќе се напишани. ВМРО-ДПМНЕ треба веднаш да престане да ја блокира работата на комисијата за избори и именување. Веднаш да се избере нов состав на ДИК, за да воопшто може да се организира референдум. Ако тоа не го направат, значи дека ВМРО-ДПМНЕ не сакаат референдум и бегаат од избори. Очигледно е, ВМРО-ДПМНЕ се плаши од волјата на граѓаните. Македонија забрзано чекори напред и враќање назад нема. Македонија нема да биде заложник на криминалот на ВМРО-ДПМНЕ. Мнозинството, како и секогаш досега, ќе ја превземе одговорноста за државата, наспроти неодговорната опозиција која секојдневно сака да ни ги затвори вратите од Европската Унија и НАТО. Ви благодарам. Апсолутно морам да напоменам дека станува збор за шпекулација. Нашата определба е јасна. Имаме конкретно нешто што да понудиме пред граѓаните како предлог. Мораме да го слушнеме зборот на граѓаните. Шпекулации се дека постојат такви договори, уште еднаш апелирам и охрабрувам да почне да заседава комисијата за избори и именување, да се избере државната изборна комисија и да го слушнеме гласот на граѓаните на референдум. Јас сум убеден дека граѓаните веќе се определени, дека граѓаните имаат изградено став, граѓаните знаат каква Македонија сакаат, знаат во каква Македонија сакаат да живеат. Просперитетна Македонија, интегрирана во НАТО и во Европската Унија. Уште еднаш, како и многу пати досега, ќе повторам. Амнестија за криминалци кои што извршиле упат во овој законодавен дом, во овој храм на демократијата, при тоа, обидувајќи се да убијат човек, нема да има и не смее да има. Ви благодарам. Ви благодарам. Океј. Така е, тоа е дел од Паржинскиот договор, а се знаеме од каде влече корени Паржинскиот договор и зошто беше отворена и зошто воопшто беше договорена техничка влада. Имавме власт која што прислушкуваше близу 30.000 граѓани. Имавме власт која ги урне основите и фундаментите на државата.
При едни вакви услови, кога Европската унија, кога целата меѓународна заедница ни праќа јасни препораки дека демократијата мора да завладее во оваа Република Македонија. Единствен излез беше тоа, техничка влада. Во моментот ги гледаме препораките, ги гледаме критиките, ги гледаме записниците кои што ги добиваме од сите реномирани меѓународни институции, сите се позитивни, добиваме датум за почеток на преговори за влез во Европска унија. Кристално е јасно дали има потреба или нема. Апсолутно нема никаква потреба од техничка влада. Ви благодарам. Ние не сме против решение да има техничка влада, ако има потреба. Апсолутно е јасно дека нема никаква потреба од формирање на никаква техничка влада при таква здрава демократија. Ви благодарам.